И од овој момент до крајот на денешното издание на Македонија наутро на различни теми со различни соговорници кои што навистина не прават горди. За дел од граѓаните споменувањето на зборот мехатроника можеби нема никакво значење, но за познавачите на дисциплината која представува суштина на модерното инженерство и сршта на некои од најзначајните достигнувања на автоматизацијата, значи многу. За неа зборувам. Да, токму за одсекот мехатроника на Машинскиот факултет, кој што одбележува 20 години од постоењето, ќе ги посветиме следниве минути во Македонија наутро, бидејќи тоа е причина за гордост, причина да си се пофалиме и да одвоиме минути за него и за успешните студенти кои оваа насока ги дава низ годините. Добро утро за професорката Маја Аначкова, со која што ќе разговараме за оваа тема. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро и вам, Кристина Иване. Ви благодарам на поканата и ве користам оваа прилика да го честитам државниот празник на сите граѓани на Македонија. Не случајно ве поканивме да бидете гостинка на ваков убав празник, на ваков убав ден, за да зборуваме за успесите, не само за вашиот факултет, бидејќи сето тоа што го правите, значи многу и за целото образование. Имаме годинава неколку убави јубилеи, 75 години УКИ, Универзитет Свети Кирил и Методи, 65 години Машински факултет и 20 години мехатроника, која низ години ве успеа да создаде голем број кадри кои ги обликуваат индустриите, но и го движат општеството напред. Каде сме денеска? Задоволни ли сте од тоа што го придонесувате за студентите и за кадар иден? Апсолутно. Јас ќе се надоврзам на она кое што го спомнавте во врска со јубилеите кои што ги одбележуваме ние оваа година, а тоа е 75 години од Универзитетот Свети Кирил и Методи, 65 години од Машинскиот факултет и оваа година насоката мехатроника при Институтот за механика го одбележа јубилеот, дводеценискиот јубилеј на насоката со една конференција која ја одржавме на 27 и 28 септември, на која што приврзаниците на техниката, нели на технологијата, но и со фокус на мехатрониката ги дадоа својот допринос преку прикажување на своите научно-истражувачки апликативни проекти со цел охрабрување на соработката меѓу присутните. Нели идејата беше да се создаде една позитивна клима, мрежа на професионалци кои ќе остават позитивно влијание, но ние го проширивме тоа малку, нели не беше само насочено на мехатрониката, туку генерално љубителите и приврзаниците на техниката и на техничките факултети. Денеска сме доста добри, доста далеко, можам да кажам. Ева годинава на насоката мехатроника ние запишавме 37 студенти, што е навистина, мислам, ние редовно секоја година исполнуваме онаа државна квота која што е предвидена во рамките на факултетот, но оваа година имаме, мислам, задоволни сме, апсолутно висок број на запишани студенти, но би сакале да биде повисок, се разбира. Затоа ќе зборуваме еве утрово, за да биде и повисок во иднина. Она што се бара кога се запишува на факултет е да имаме соодветни прво услови за учење, од друга страна да биде квалитетот на образованието солиден, за да може подоцна студентите лесно да се пласираат на пазарот на трудот. Оно што е важно да се спомене за Машинскиот факултет е што навистина ги следи светските трендови во образованието. Оно што ме интересира, каква е соработката со индустријата, бидејќи овие студенти кои што учат на Машински подоцна треба да се вклучат брзо на пазарот на трудот, а теоретското знаење само по себе не е доволно, особено за оваа струка. Апсолутно ќе се согласам. Впрочем, тоа беше една од темите на, ако не е главна тема, на панел дискусиите кои што се одржаа во рамки на Remember конференцијата по повод јубилеот на мехатроника. Можам нескромно да се пофалам дека над 20 компании кои нели надворешни странски инвестиции, меѓутоа и домашни големи компании, дел од бизнис секторот беа поддржувачи на овој настан. Меѓутоа, тоа не се случи сега, само за овој настан. Ние оваа поддршка и оваа соработка со овие компании, па и повеќе, ја имаме континуирано во текот на 4 годишните студии на насоката мехатроника. Јас ќе зборувам, нели,
од аспект на професор на Институтот за механика и насоката мехатроника, нашите студенти се постојано во комуникација со компаниите кои што ги поддржуваат, нели, во домен на својата работа во секторите, ја поддржуваат мехатрониката и ја применуваат. Нивните врати се секогаш отворени за соработка на нас како кадар, меѓутоа и на студентите. Можам да кажам дека тие во голем дел учествуваат, нели, преку обезбедување практична настава за нашите студенти, посети на нивните компании, се разбира донации во нашите лаборатории, кое што е навистина значително, но еве генерално можам како заклучок да кажам од она што го слушнав на панел дискусиите, нели, каде што учествува и креатори на високите политики во државата поврзани со образованието, дека генерално соработката е она кое што постојано мора да се унапредува и зајакнува, и тоа е од бенефит на двете страни, и на академијата и на индустријата, и мораме континуирано да работиме тоа да се одржува во живот. Како работат мозоците на студентите во однос на иселувањето, во однос на овие трендови кои што ги имаме, гледаме и што прават социјалните медиуми, нели, гледаме што се случува надвор, споредуваме дома и слично. Ова го прашувам бидејќи сте директно инволвирани во комуникација со нив. Ако зборуваме за тоа дали ни е потребна стратегија како да ги задржиме студентите, идните работници и слично, што во живо комуницирате со студентите? Кои се нивните размислувања, што они мислат дека можат да придонесат да ви помогнат во една сеопфатна стратегија, да не зборуваме веќе за иселување или за барање работа надвор, туку за малку теми кои што ќе значат добробит за ова општество. Што велат тие? Така. Интересно е она кое што ние, да речеме, бидејќи целта на оваа конференција беше обединување на нашите алумни студенти кои што не се, нели, дел од нив не се во нашата земја, и забележавме дека голем број од нив се надвор. Но, од друга страна, морам да кажам дека ние се гордееме со оние кадри кои што Машинскиот факултет ги испраќа надвор, затоа што тие покажуваат дека можат да се носат рамо до рамо со кадрите кои што се во светски институции, академска заедница и така натаму, компании. Значи, имавме прилика ние да поканиме наши поранешни студенти кои што се во Германија, Холандија, Италија, и тоа на значителни високообразовани институции. Ние се гордееме со нив, меѓутоа се разбира дека наш приоритет, нели, во нашата дејност е да тие останат тука, и се трудиме тоа да го проектираме, да речам, на нашите студенти и да ги задржиме тука. Тоа е тешка работа, затоа што тоа некако, нели, во голем замав. Кој е нивниот одзив? Еве вакви настани, значи обединување на и очувствување припадност кон она кое што тие го студирали, го посветиле својот живот на тоа, и се разбира, нели, понатаму обезбедување на солидна работа во рамки на нашата држава. Мислам дека апсолутно ќе ги задржи тука, но се разбира, ова е, нели, на повисоки инстанции, и мислам дека веќе се работи на тие стратегии, како што спомна и професорката Весна Јановска, министар за образование, на панел дискусијата, дека се работи на стратегии за задржување на младите и спречување на одливот на мозоци. Значи сакаат младите да бидат вклучени во целото, анимирани да во текот на така. Од каде вашата и од кога вашата припадност кон мехатрониката? Кога видов на прв поглед, никако искрено не можев да ја најдам корелацијата со Машински факултет, кој што во голема мера го подразбираме како факултет на кој што има најмногу момци. И сега, кога падна одлуката за мехатроника? Како вие се определивте за Машински? Ги има ли сега девојките на овој отсек? Мојата љубов кон природните науки и техничките факултети беше голема, и имав такви, да речам, амбиции уште во средно училиште. Ме инспирираше насоката мехатроника токму поради професорите кои што работат на институтот и кои што се, да речам, доајени во својата област и дале значаен придонес не само за насоката, туку генерално за општеството тука кај нас. Па ете така некако тоа спонтано тргна, па јас дипломирав, магистрирав и докторирав на насоката мехатроника тука, и сега сум доцент, доктор на Институтот за механика. И токму она што го спомнавте, еден добар аспект, мене ме радува што навистина еве сега се поактивни девојките, гледам многу повеќе девојки на часовите и запишани, затоа што не мислам дека е тоа машка професија. Апсолутно не. Па еве докажувате. Благодарам. 20 години одсек мехатроника, па
нели следствено нова и прашањето како ќе се развива одсекот во иднина, каде го гледате во иднина, еве да кажеме за 20 години од сега со оваа динамика? Така. Би рекла дека приоритет на нашиот институт за механика, каде што сум јас доцент, е да се трудиме да развиваме научни и истражувачки активности, кои што ги имплементираме во образовниот процес и се разбира се во тек со модерните технологии и да тоа го, да речам, пренесеме во еден курикулум со модерни образовни наставни програми. Мехатрониката де факто е суштина на сите нови технологии кои што денеска се применуваат, значи ќе почнам од автоматизацијата, понатаму роботиката, вештачката интелигенција, паметните системи и сето она кое што денес го движи нашето човештво напред. Јас би рекла дека нашата визија е да се посветиме, да ги следиме рамките на светските трендови кои што се поставуваат во овие области, а несомнено сме денес сведоци на брзиот развој на овие технологии. Нашата визија е таму да можеме да бидеме конкурентни или да го пратиме сето она кое што се случува. Меѓутоа за оваа визија ни требаат, се разбира, и што повеќе студенти за да ни помогнат да ја оствариме. И некако еве со студентите сакам да завршиме, бидејќи споменавме на почетокот на разговорот дека еден сериозно голем блок посветуваме на она што направи горди како држава. Имате доволен број студенти, секогаш може подобро, но она што е особено важно, оние кои што ги имате се исклучителни. Еден убав пример се неколку момци кои што по 2 години работа чинам и огромен вложен труд го представија првиот болид на надпревар во Хрватска. Ни беа гости во студиото, не ве сакам уште еднаш да се потсетиме на тоа што го прави одсекот мехатроника Горд. Така. Ета може да се пофалиме и со тоа дека лидер на проектниот тим кој што се занимава и го креира болидот е токму наш студент од насоката мехатроника. Значи јас се сеќавам многу добро кога тие дојдоа со таа идеја и се пофалија дека ќе работат нели на болидот и сите ние ги охрабривме да продолжат со тоа. Меѓутоа бевме навистина изненадени како таа пасија нивна прерасна во катадневна работа која што постојано се случуваше и ете каде ги доведе денес. Јас сум навистина горда на нив и се надевам дека ќе продолжат со работа, меѓутоа нема да останат во таа форма во која што се моментално, туку на нив ќе се припојат и многу други инспирирани млади инженери, капацитетни кои ќе можат да придонесат не само на развој на болид, туку на развој на многу други работи со кои што ќе се фалиме во иднина. Да завршиме со една порака до младите, до идните студенти, до сегашните кои што не следат сега, порака од аспект на професор, да сублимираме за сето она што го зборувавме до сега. Така. Еве јас имав приликата да бидам ментор на бруцошите кои што се запишаа сега оваа година на мехатроника. Многу позитивни, ентузијастични млади луѓе и тоа навистина ме радува. Јас секогаш им велам имајте комуникација со нас, разговарете. Јас сум била таква и така ги стимулирам и мотивирам и моите студенти. Јас им велам да не се плашат, да бидат храбри, затоа што ние ова што го правиме звучи застрашувачки, можеби кога ќе спомнеме вештачка интелигенција, роботи и така натаму. Меѓутоа ние сме докажале дека можеме заеднички нели како тим академија и нашите студенти да правиме големи работи. Јас сум сигурна дека тоа ќе продолжи понатаму. Го правевте изминатиот период, правите го тоа и во иднина и благодарни сме за тоа. Се надеваме дека голем дел идните успешни кадри кои што ќе излезат токму од мехатроника ќе ги имаме на пазарот на трудот овде кај нас. Се надевам, јас ви благодарам многу. И благодарам професорке за гостувањето. Посебно е задоволството кога разговараме со и за талентирани млади луѓе, талентирани студенти, успешни, кои што, освен што ветуваат сега, велат дека и сакаат и понатака да вложуваат во иднината.